Калин Бабовски освои златен медал на Балканското првенство во Нови Сад, Србија. За неговите успеси зборуваме со неговиот тренер Ненад Мануиловски, се разбира шампионот гостин во нашата емисија Калин Бабовски. Добро утро, добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. И честитки. Фала. Нека се множат. Фала. Калин, не е ова прво злато за тебе, некако се навикнавме да не носиш постојано златни медали, како се чувствуваш сега во моментов? Па гордо на златото и успехот. Беше ли тешко, имаше ли силна конкуренција во Нови Сад? Нормално беше тешко кој секој турнир и конкуренцијата беше добра. Она што е навистина одлично, се разбира, одлично си го представи својот клуб, од каде што доаѓаш, меѓутоа и гордо си ја представи својата Македонија. Да. Нормално се бориме и за клубот и за Македонија. Све во една целина и се дава секој надпор, све од себе. Ова е најголем успех или има некој поголем успех? Кој е најголемиот успех досега во твојата кариера? Па, ова е првенство, значи ја представува Македонија. Ја би рекол дека најголем успех ми е светскиот куп во Италија што го освои. Одлично. Тоа е за представување за клуб. Така, ќе го вклучиме тука и тренерот Ненад Мануиловски, добро познат на македонската спортска јавност. Тренерот е една од најважните елки кога станува збор за процесот за развој на младите таленти. Има ли доволен број на млади таленти, како се работи со нив? Калин е одличен пример на момче кој што одлично напредува. Па јас би сакал да има повеќе надпреварувачи, за жал според моите стандарди барем да имаме десетина, до сега имаме може 5-6. Покрај Калин настапија уште двајца репрезентативци од нашиот клуб, Мимо Чурак и Марио Пецески, кои за жал не успеа да поминат ни прво коло. Тоа се должи само на неискуството, пошто имаат некои си 6-7 борби, а на Балканско првенство идат доста спремни момци што имаат многу повеќе борби. Каков интересот на младиве, односно веќе и родителите сакаат да прашаат кога е идеално време да се почне, нели сигурно кога се во пораните години може многу поубаво да се работи, нели да се добие она што треба и искуство и некаков ред и начин на живот, сето тоа некако има значење. Па јас би рекол може идеална возраст е 10-12 години. Пошто зборуваме за кикбокс, нели? Да. Нашиот спорт, иако е контактен спорт, внимаваме и се пази, има заштитна опрема, така да повредите се многу ретки. Не треба да се плашат ни родителите да ги пуштат децата, барем да пробаат да видат каков е спортот. Да. Дозволувате ли родители во сала? Само да гледат од страна, ама не баш. Во одредени прилики, претпоставам, затоа што пак е сметаат. Па нормално, тренерот е тој кој што има главната улога. Посебно денешните родители, знаеш какви се? Леле го удари. Да, знаат малце да се мешаат, немој така, ај сега ти врати му. Да, поголеми судии од судиите се во сите спортови родителите. Тоа е секогаш. Родителите секогаш се плашат. Калин, имаш ли ти проблем со твоите родители или имаш максимална поддршка? Мајка ти како ти испреќена на јас превари? имам максимална поддршка и максимална слобода. Така? Ме поддржуваат многу во спортот. А имаше ли одбивност во смисла, ама зошто сега овој спорт малку е контактен, нели, можеш да настрадаш и така натаму. Додуша денеска и во фудбалот многу почесто се страда. Да. Не, никогаш од првиот тренинг ме поддржуваат родителите. Доаѓаат родителите на превари? Се случува? Не, јас не сакам да доаѓаат, ама Калин, кој е следниот предизвик? Зашто се подготвуваш? Очекуваме, се разбира, повторно злато. Кога веќе така почнавме? да, нормално. Следен турнир ни е светски куп во Унгарија, тој исто така многу тежок надпревар. И се спремаме сега цело лето. И после тоа Како одат подготовките сега? Не е само тренингот во прашање, значи тоа е начин на живот, така, исхрана, треба да внимаваш што внесуваш, тренинзите се напорни, температурите високи, летово. Ма среќа работат во сала, тоа е нивната предност. Па добро, ама Дел во села, дел надвор, трчањето. верувам дека да, треба да се трча. Да. Какви се подготовките, еве? Па подготовките За оние се по 2 тренинзи на ден, трчање и кикбокс. И да се избегнат температурите, мислам, че топлите температури, се станува рано сабајли се трча. Имаш проблем со килажа, тежина, треба да се внимава, тренеру, може да се вметне? Треба да се внимава, не, сега килажата му е Сега е добар. добар на место. Нема плюс, нема минус. Калин, Ненад строг тренер или? Па треба да е строг. Секој тренер треба да е строг. Така е.
Колку бара откажување кикбоксот? И кога е оној период кога можеби оние кои што во раните години почнале се откажуваат? Се откажуваат. Во секој спорт нели има еден таков период? Значи, повеќето тренираат рекреативно, што тоа е во ред и тие знаат да биде, не знам, може една година, година и пол. Па им престане интересот, после може пак да се вратат. Доека надпреварувачите, кај нив нема стоп. Значи, ако го засака тоа и тој циклус на тренинзи и надпревари, мислам дека нема да се откажат. Нина, даде само за крај уште едно прашање, Кусо, следен предизвик, што ве очекува во периодот кој што следува? Рековме тренинзи секојдневно, меѓутоа надпревари? Надпревари моментално, затоа што е летен период, нема толку. На календар е следно крај на август, тоа е Унгарија, Будимпешта, и следно, после тоа е септември, е јуниорско светско првенство, на кој се надам дека Калин ќе настапува и ќе донесе злато. Се разбра, Калин, го очекуваме повторно да не биде. Септември ве чекаме. Септември ве чекаме. Благодариме што одвоивте време за Македонија наутро. Фала на поканата.